Општина Ѓорче Петров 2017 година ја заокружи со реализација на неколку значајни проекти, меѓу кои како позначено е да се спомене отварањето на историната канцеларија во населеното место Волково, која ќе овозможи полесен пристап на жителите до општинските служби, односно можност за поднесување барања, предлози и идеи во овој објект. Заради потребите на граѓаните и решавањето на нивните барања, прашања, идеи е отворањето на историната канцеларија во Волково. Фактички тоа ќе представува една мала мини општина, каде што ќе можат граѓаните директно да доаѓаат и да ги доставуваат своите барања, особено во делот на легализација и во делот на имотно-правните прашања кои што ги имаат и како спорови и како барања пред општината и пред администрацијата. Новото раководство во општина Ѓорче Петров овозможи младите да се венчаваат во Домот на културата. Предходно венчавањето беше организирано во дотраините простории во Старото Матично. Просторот во домот е целосно адаптиран за овој свечен чин, каде веќе се организираат венчавки. Во насока на подобрување на животот во Ѓорче Петров, средствата за новогодишен дочек првпат се пренаменија за новогодишни пакетчиња за прводелинците, кои беа доделени низ училиштата на 29 декември. Во 2017 година продолжи и легализацијата на дивоградбите, при што беа доделени 64 решенија за легализација на бесправно изградени објекти. Во тек е и подобрувањето на инфраструктурата преку изградба и реконструкција на нови улици, како и изградба на канализациона мрежа на повеќе локации низ општината. Санирани се дупките на улиците и поставено е улично осветлување во село Никиштани, а отворен е и нов паркинг простор во близина на пазарот во Ѓорче Петров. Направен е нова улица кружно движење на гробиштата. Во тек е изработка со фекална канализација на улицата Алекса Демниевски. Во меѓувреме во тек беа завршени неколку улици, меѓутоа тоа е по опис и попис на градоначалникот. Во иднина не би сакале за ова да се фалиме, него треба парите кои што граѓаните ги даваат преку даноци, ние да им ги вратиме преку инфраструктура. Иако општина Ѓорче Петров не спаја во незагадените општини во Скопје, сепак локалната самоуправа во обид да придонесе за почист воздух засади нови 60 садници, а во изминатиот период беа исчистени и поголем број на диви депонии. Расчистени се многу депонии, засадивме преку 60 дрва, меѓутоа 10 годишни садници, кои што на пролет веќе ќе зазеленат и колку толку ќе го освежа Ѓорче во делот на зеленилото. Покрај изградбата на новите улици, општинската власт на Ѓорче Петров планира реализација на проекти кои се во интерес на најмладите жители на општината. Имено во план е надградба и доградба на основните училишта и градинки. Покрај постоичките воспитно-образовни објекти, градоначалникот Наумовски најави и изградба на комплетно нова градинка во населеното место Волково. Во фаза имаме проекти за надградба и доградба на основните училишта, за што се доставени барања до Министерството и до владата, до Министерството за образование. Во делот на социјалната заштита, особено во делот на градинките, веќе ја проектираме во фаза на проектирање градинката во Волково, која што ја најавивме на модерна градинка, која ќе оди на јавен конкурс. Ние го имаме како идејно решение уште во избори, го покажавме пред граѓаните, меѓутоа тоа ќе биде на конкурс, би сакаа да биде модерна градинка, се дигне нивото на живење во Волково. Во следниот период, Наумовски исто така најавува и реконструкција на детските паркови, кои што се наоѓаат во исклучително лоша состојба. Малските паркови се во катастрофална состојба. Ќе гледаме да правиме набавка каде што ќе може да се тендерираат сите паркови наеднаш, да ги земе од една фирма, за да може да се направи тоа и партнерно да се уредат и да може да се освежат со реквизити и да се монтираат некои нови реквизити за младите. Градоначалникот Наумовски најави дека планирано е да се почне и со активности за гасификација на општината, процес што треба да заврши до 2021 година, како и со активности за модернизација на јавното осветлување и да се уреди кејот на реката Липенец, кој ќе биде адаптиран со шеталиште и спортски терени. Воедно, меѓу другото, општина Ѓорче Петров до 2020 година планира да го врати корзото во Ѓорче. Изминатиот период формирано беше спортско друштво Ѓорче Петров, со што ќе се заштитат спортските друштва, а во тек е формирање и совет за спорт во кој ќе се вклучат сите спортисти преку предлози за развој на спортот. Особено сум горд што направивме напори да
формираме спортско друштво Ѓорче Петров, за да ги заштитиме и нашите спортски клубови, да ги заштитиме нашите млади таленти и да биде Ѓорче препознатливо како што било претходно по спортот и спортскиот дух. Во тек е формирање на совет за спорт, каде што сите спортски работници ќе бидат вклучени во расправа, во дебатирање, за да нас како администрација и мене како градоначалник ми дадат одредени напатствија преку акциони планови како за системски развој на спортот. Општина Ѓорче Петров нуди одлична можност и за привлекување на нови инвестиции, посебно на потегот околу обиколницата. Со овозможување на поволни услови, градоначалникот очекува инвестициски бум, кој пак ќе придонесе за поквалитетен живот на жителите на Ѓорче Петров. Подпишани се меморандуми за соработка со повеќе компании и консултатски куќи кои што застапуваат странски компании. Во тек сме преговори за неколку инвестиции, меѓутоа во соработка со владата идната година би требало да дојдеме до фаза на основни проекти заради реализација на истите, бидејќи треба да се менуваат и деталните урбанистички планови, да се види целисходноста и можноста каде тие инвестиции би се проектирале и би се реализирале, особено по делот на заобиколницата, каде што има доста државно земјиште. Од социјален аспект, општината Војднина планира еднократно да им помага на невработените мајки со 12.000 динари и бебе пакет за секое новороденче, како и со донација од 12.000 динари еднократна парична помош за секоја новоформирана невработена брачна двојка. Покрај тоа во најава се и 2 нови центри за ран детски развој, како и континуирана поддршка на самохраните родители.